Така и сега и официјално, добре ми дојдовте, навистина ми е многу мило што одвоивте време и што денеска сте наши гости. Оние кои што бевте тука и пред Нова година, кога имавме кратка средба со роднокрајните автори, тогаш нели јас реков дека 2025 година ќе биде во знак на роднокрајните автори. Тогаш се договоривме дека доколку библиотеката има финансиски средства, ќе направиме фотографии од сите роднокрајни автори со кратка биографија, со извадок од некое нивно дело и онака како што ветивме, тоа и го сторивме, како што гледате, сликите се готови. Ние ги поставивме овде во читалната на библиотеката, затоа што оваа просторија е многу посетена, тука ги одржуваме сите наши настани, тука е Советот на општина Делчево, Венчав и други состаноци, па ќе можат сите кои што доаѓаат овде или да се подсетат на роднокрајните автори, или пак да научат, доколку не знаат дека Делчево навистина има роднокрајни автори кои што навистина творат. Ние како библиотека мораме да ги почитуваме сите роднокрајни автори, да ве почитуваме сите вас, затоа што вие творите за нашиот крај, пред себе сте автори кои што потекнуваат од Делчево. Тоа е нашето културно наследство и тоа е нашето творечко богатство. Морам да упатам и јавна благодарност до студентски центар од Скопје, Наташа и Орце, тие живеат во Скопје, но се наши сограѓани кои што ги направија овие фотографии, што и овој пат навистина беа и добри, и хумани, и одговорни, и не разбраа колкави се нашите можности, но сепак направија навистина убави и квалитетни фотографии. Се надевам дека и понатаму ќе ни помагаат и ќе ни стојат на располагање. Јас знам дека можеби ќе има и некои пропусти во сликите, можеби и фотографиите, меѓутоа јас ги правев по мој личен избор. Се надевам дека ќе продолжиме да редиме слики, дека имаме и други нови роднокрајни автори, ако некои сме заборавиле, секако дека ќе го додадеме. Јас сакам уште само нешто, ама овој пак ќе седна. Моја идеја е во текот на 2025 година по еден од роднокрајните автори или некој близок на роднокрајните автори да дојде во нашата читална, да викнеме ученици од училиштата и да направиме, па не промоција, ама чисто учениците да го запознаат како автор, да ве прашуваат што сакаат, да го објасните вашето дело, затоа што прошлиот пат имавме ученици од основното образование, случајно се погоди една книга од Билјана Начовска, учениците беа зачудени, наставничката ви пишува, значи учениците не знаат убаво е, кога ќе ве видат, да знаат дека вие имате дело, можеби ќе сакаат еден ден некои од нив да пишуваат книги, доколку може барем во месецот по еден автор и по едно дело од вас да го презентираме повторно и со тоа да бидете застапени во нашите активности, да бидете пред очите на Делчевчеви. Ако се согласувате вие да го правиме тоа. Сега ќе дам збор на вас, кој сакате нешто да кажете, ваша идеја, било што, слободно. Ево, јас сум малку по-старите, ако не сами најстарите тука. Благодариме на установата, на нејзината ръководителка за благородната идеја да воспостави една таква збирка, една таква изложба со фотографии и биографски податоци на роднокрајните автори. Не сме малку, но има уште кои треба да бидат додадени. Јас во оваа пригода ќе подсетам на доктор Војо Кушевски, автор на повеќе учебници за историја и научни трудови. Беше универзитетски професор и декан на факултетот. Доктор Благој Стојчовски, кажувам за тие од Работивиште. Доктор Ѓорѓи Петровски, кој били председател на општина Делчево, универзитетски професор, доктор професор Ананија Илиевски, инако од семејството на Белогаски потекнува. Тие се четворица автори од роднокрајни автори со богато дело, што треба да ги има и по неколку. Некои ги има во библиотеката се застапени, меѓутоа во општата, а не се во роднокрајното одделение, меѓутоа треба да ги издвоим. И уште што би сакал да сугерирам,
Сигурно колегата Стефчо ќе каже, ама тука или не видов, или ми фали Манчо Меанджиски. Точно. Точно, него го точно. Него го имаме изпуштено, а има безпушна литература. Да ја докомплетираме листата и уште еднаш да изразам длабока благодарност за хуманиот гест од страна на раководството на библиотеката и можноста да не соберете да се видиме во оваа нова година и ја поздравувам идејата за организација на авторски средби помеѓу младите читатели, учениците, нашите деца, внуци, наследници и ние по-старите, по природниот закон на нештата, полека ќе си заминува. Благодарам. Ова се само дела кои што беа кај мене во родноправното оделение, ама не стручна литература. За стручна литература имаме многу, но ќе направиме понатам, зависи колку пари имаме и како имаме. Јас сум меѓу последните со Васил Манев библиотека. Изразувам голема благодарност на библиотекарката. Јас сум од дете член на оваа библиотека. Значи, од кога сум почнала да читам. И ја такво работна жена, сопруга, мајка не сум видела. Имали сме повеќе библиотекари. Таков беше покојниот Чукунов. На Блага Никола. Да. Он земеше и поединачно, кој ќе однесеме книгата да ја вратиме, ај силе кажи шо прочитате у книгата, за да види дали вистина ние ја читаме книгата. Значи една љубов кон децата, кон книгата имаше тој човек. И второ, таква работлива мајка, жена и библиотекарка е Билјана. Искрено благодарам за издавањето на покојниот ми сопруг. Книгата ја издаде библиотеката и организираше се што требаше за да се направи таа промоција на книгата. Јас уште еднаш ти благодарам. Таа книга има толку многу вредни податоци што беше штета да останат незапишени. Сите дела што беа на Драган и сите ракописи што беа, се ги дадов на библиотеката. Да. Ви благодарам многу уште еднаш. Това беше само ракопис од професорот Драган Арсов. Јас тоа видех што има в него, беше штета да се фрли од това. Нема кој да ти го раскаже. Тие сведоштва веќе беа починати. Ако го изгубивме това, нема кој да ни го раскаже повтор пат. Друг некој? Јас последно сега. Делам мислењето сега се мислам. Значи, Билјана е една личност која што е толку сестрана, толку инспиративна во својата дејност, толку мотивирачка личност не само за возрастните, туку претежно и за учениците. И со ова што се прави спојот сега да се прават промоции заедно со присуство на учениците. И ова што произлезе како галерија на значајни личности што творат општината Делчево е за секој поздравување. Го ценам и го почитувам секој гест настанат од страна на библиотеката под раководство на Билјана Петровска и еве искажувам една мисла дека таквите личности треба да ги имаме, да ги чуваме, да ги почитуваме и да им даваме поддршка во нивните дејности. Зашто со тоа нејзино дело не се величи таа лично, туку ги поврзува граѓаните во една тесна врска на творење, на
сочинување на било кој на творештво, зашто од нејзина страна гледам дека повеќето уметности ги негува библиотеката, не само дека ние тука сме од една област соберени, тука си ликовната и повеќето други дејности. И честитам навистина од срце за сите активности што ги прави. Значи, мене раководител на време имаше кажано браво, браво, но да не се вообразиш. Значи, не сакам тоа да го кажам, зашто Билјана и имат кажано. Не, јас браво, што и да направиме, како институција, како раководно лице, треба да го правиме за да остане, не за нас. Точно така. Да оставаме дел. Тие слики тука ја нема да ги однесам дома кога нема да сум тука. Точно така. Ќе сведочат генерации и генерации. Димитар Узунски е наш, Марко Цепенков. Зашто да не сте сега издвои го баш него од децата? Точно така. Разбираш? Точно така. Јавното мислење дека Билјана си заслужува своето говорно, тврдам дека прекрасно се извршува својата должност и на секоја можности ги прави сите активности од страна на библиотеката и на Ама пасни и вие тука сите, јас сама ништо не правам. Убаво е да соработуваме, да дојдете, да се согласите со нашите идеи. Мислиме дека нешто да кажете? Како гостин јас се сеќам тука, пошто сум представник на татко ми Димитрија Стојчевски. Сакам да ги поздравам сите роднокрајни автори и мене ми е големо задоволството и чест ми е да бидам во друштво со нашите роднокрајни писатели. И ова внимание што вие го посветувате на роднокрајните пријатели, мислам дека треба, тоа е едно мало внимание. Треба да се направи и од општината и од институциите малку поголемо внимание за тие луѓе што оставиле едно големо богатство на општината и на државата. Секоја чест за вас. Мислам дека од овие слики со биографија би можело еден аламанар да се направи. Ги броев околу 30 се. 28. Плюс и некои што не се ставени. Може еден аламанар да се направи и да се... Тој нема да биде скап и да се презентира по образовните центри. Затоа рекол да се собереме и произлезли други идеи. Може. Така да ќе им биде достапно на тие заинтересирани што се, а и вие тука библиотеката може да го... Тоа може да се и по институциите да се разнесе со некои надомести, така да...